Професоре, колку добро го познавате објектот за кој што ќе разговараме денес? Па мислам дека доста добро го познавам објектот, затоа што јас заедно со уште еден колега од Градежниот факултет бевме прво ревиденти на проектот. Проектот е изработен во фирмата Мостоградња од Белград и сите повозрасни колеги знаат за каква фирма станува збор. Значи, Мостоградња ги проектираше и ги изведуваше сите позначени и поголеми објекти во поранешна Југославија, па и надвор од Југославија. Така да, значи, проектот беше многу солидно изработен. При ревизијата имавме одреден број забелешки, некои од нив беа прифатени од страна на проектантот, нешто ние се согласивме да се повлечеме, така да на крај дадовме конечно мислење дека може според тој проект да се врши изведба на објектот. И така тргна изведбата. Понатака, во текот на изведбата, која траеше 2-3 години, точно не може да се сетам колку, бевме консултанти цело време. Значи, од почетокот до крај бевме консултанти, држаме состаноци редовно, скоро секоја недела, а по потреба и почесто, на која што се разрешува проблеми кои што се јавува во текот на градбата, затоа што проектантот не може баш све да предвиди, излегуваат непредвидени работи, ги решававме тие проблеми за да не дојде до застој и ако евентуално нешто задираше во проектот, тогаш баравме одобрение од проектантот и така работата се заврши до крај, успешно да речем така. Правило е да после завршувањето на работите, пред да се пушти мостот у употреба, се изврши така наречено пробно товарење со подвижен товар. Тоа исто така го направивме ние, екипа од Градежниот факултет. Целта на тоа испитување е да се потврди дали мостот се однесува така како што е предвидено со проектот, дали е во склад со сите, значи, предпоставки или пак одстапува во некое свое однесување. Се констатира дека се е уред и дадовме конечен заклучок дека мостот може да се употреби, да се пушти во употреба. Така да сметам дека го познавам одлично мостот. Се до тука, значи до извршеното испитување и пуштањето во употреба. После тоа не сум бил ангажиран и не знам како се одвивале понатака работите околу инсталирањето на разни инсталации, заштити и така натаму, тука не сме биле консултирани и за тоа не би можел да. Инаку, што се однесува до конструкцијата, мислам дека доносивата конструкција, мислам дека добро ја познавам конструкцијата. Да. Спомнавте дека сте имале и одредени забелешки околу мостот и нели сте биле цело време во консултација со голем број на експерти. Дали беше земен предвид моментот на пожар, како би се случил пожар на мостот? Видите, според нашите прописи, мостовите се конструкции кои што не треба, не е задолжително да бидат преспетани на влијание на пожар. Значи, разни видови товари се предвидени, но на пожар не. Значи, за пожар се пресметуваат конструкции за кои што се очекува однапред, се знае дека постои голема веројатност дека може да дојде до некој пожар, така да овој мост не е пресметан на влијание од пожари. А инаку пожарите имаат влијание на целокупното однесување на конструкцијата и веројатно сега се извршени одредени редистрибуции на напрегањата, но што се случило точно, ќе треба да се дополнително да се утврди. Се случило претходно вакво нешто? Колку мене ми е познато, во Македонија не. Значи, може би имало некои мали пожари, но ниту една конструкција, според оно што јас го знам во последните 30-40 години, дека ваков голем пожар не имало до сега во Македонија и затоа немаме големо искуство со санација на вакви конструкции. Така, според вас, односно според вашите проценки, колкави оштетување направи овој пожар врз мостот и дали според вашите проценки може да придонесе за намалување на статиката на мостот, нешто прашање кое што цело време се наметнува во јавноста? Видите, дека има оштетување, тоа е сигурно. Истите оштетувања се неповолни за мостот. Дали се вакви или поголеми, помали, сите се штетни, но јас би ги поделил оштетувањата на два дела, во две категории. Првата категорија се оштетувања кои може да се регистрираат и да се видат со голо око при еден визуелен преглед. Значи, стручно лице, ако погледа, тука спаѓа на заштитните слоеви,
отпаѓање на други фрагменти од бетонскиот пресек, понатака оштетување на видлива арматура, понатака појава на разни праснатини и слично. Тоа се првата категорија, значи, на оштетување кои што може да се регистрираат без поголем труд. Во втората категорија на оштетувања спаѓаат оштетувања кои што се многу потешко се одредуваат, а станува збор за утврдување на сегашниот квалитет на вградениот бетон и вградената арматура, со посебен акцент на арматурата за претходно напрегање. Значи, станува збор за претходно напрегната конструкција преку 3 полиња, тоа има сандачест попресен пресек, средниот распон е некаде 5-60 метра, прените се помали и за вакви типови на конструкција задолжителна е примена на претходно напрегнати конструкции, затоа што армираниот бетон станува нерационален. Може, но не е рационално, не е економично да се применува. Зошто велам посебно треба да се... Битно е све. Битно е ни бетонот, беката на затегната арматура, битна е арматурата за преднапрегање, но посебен акцент треба да се даде, да се стави на арматурата за претходно напрегање. Значи, тоа станува збор за арматура која што е со исклучително висок квалитет, значи десетина пати поголеми јакосни карактеристики има од обичната мека арматура и со неја се аплицира, се внесува огромна сила на претходно напрегање која што ги гарантира напонската состојба во карактеристични пресеци. Вака, за илустрација, јас сум заборил колку изнесуваше точно таа сила, меѓутоа може да биде до 1000 тона, да речеме, според вака некоја сегашна процена. Сум заборил колку изнесуваше точно, али отприлика може да биде тука некаде. Сега целта на овие испитувања, значи испитувањето во втората категорија е да се утврди што се случило со бетонот. Имено бетонот при своето вградување има одредени механички карактеристики, но поради пожарот доаѓа до така наречена евапорација на водата, испарување на водата, заробената вода внатре во порите на бетонот и поради тоа бетонот ги губи тие механички карактеристики. Сега прашањето е колку од тие карактеристики се изгубени, колку се задржани и што тоа ќе значи за конструкција. Тоа е една работа. Втора работа, значи, кога е во прашање арматурата за претходно напрегање, таа е многу чувствителна, значи, на високи температури. Веќе при температура над 100 степени Целзиусови доаѓа до релаксација на напрегањата во арматурата. Штом ќе дојде до релаксација на напрегањата, доаѓа до пад, се смалуваат напрегањата, се смалува и силата на преднапрегање и тоа веќе може да биде сериозен проблем. За да може да се каже било што понатака, што треба да се прави со оваа конструкција, со овој мост, неопходно потребно е да се имаат сите овие испитувања, значи и од првата и од втората категорија, како влезни податоци за секоја понатамошна анализа. Инаку пред тоа се би било нагаѓање и тоа, значи, се би било, значи, шпекулација пред тоа. Значи, никој не може да каже што се случило точно во мостот, без да се утврдат без да се направат овие испитувања и да се даде елаборат за состојбата во која што се наоѓа мостот. Да, спомнавте нагаѓање и има во јавноста доста такви дилеми, дали мостот треба да се сруши или сепак е подобро да се санира. Постои тоа прашање за безбедноста на мостот доколку остане. Да, видите вака, сигурно не треба да се сруши. Потребно е, како што реков, прво да се направат сите овие испитувања, да се утврди сегашната состојба на мостот, понатака, во зависност од тоа што ќе се утврди, треба да се презат соодветни мерки. Јас би посакувал и би се надевам дека нема да бидат сериозни оштетувањата и дека и санацијата ќе биде релативно лесна. Тоа би било така ако се задржиме на оштетувањата, само на оштетувањата од првата категорија. Воколку има оштетувања и од значи, ова втора категорија оштетувања, значи такви постојат, тоа ќе зависи многу од тоа колку време траел пожарот,
со кој интензитет бил, колку степена се развиени степени, и какав е степенот на оштетување, како на бетонскиот пресек, така и на арматурата за преднапрегање. Кој дел од силата се изгубил, дали воопшто се изгубил, ако се изгубил, колку се изгубил, ако квалитетот на бетонот е намален, колку се намален и така натаму. И од тука натака, значи, може да се размислува веќе за решение. Значи, велам, јас би посакувал да нема некои сериозни поштетувања, да мостот може да за релативно кус рок, да речем така, за неколку месеца да се пушти во употреба, но не може да се каже однапред ништо, додека не се знаат и овие испитувања од втората категорија, не се направат. Во колку се констатира дека има оштетувања и на бетонот и на арматурата за преднапрегање, и на меката арматура, незатегната, од тој случај е потребно да се ангажира специализирана фирма да изготви елаборат за санација. Тој елаборат за санација е специфична работа, значи не би можело баш секој да го изработи. Ние имаме такво искуство, ако имам време, ќе ви кажам подоцна нешто за мостот Гоце Делчев. Тоа е слична санација таква направена. Значи, потребно е да се направи проект за санација. Санацијата треба, веројатно, ќе треба да се работи внатре во сандакот. Значи, мостот е, да речем така, шуплив, тоа е сандак и празен внатре, и веројатно ќе треба да се работи внатре. Тоа се тешки услови за работа, санацијата ќе оди доста тешко и ќе трае доста подолго. Зависи, значи, што ќе се отвори. Но во секој случај, значи, треба да се изготви проект за санација, треба тој проект да се ревидира. Откако ќе се ревидира проектот, потребно да се изведе изведувач, и тоа не може пак секој да го направи. Значи, пак треба некоја специализирана фирма која што има специјална опрема за таа работа. Понатака треба да се именува надзорен орган и откако ќе се заврши таа санација, потребно е повторно, според мене, да се направи испитување со пробно товарење, значи со продвижен товар да се направи и да се види како се однесува сега санираниот мост. Ако се биде како што треба, значи се заврши сите операции онака како што е предвидено со проектот, во тој случај мостот не би требал да има смалена сигурност. Значи би требало да се врати во првобитната положба и да биде сосема сигурен за употреба, за експлоатација. Ако се констатира, сега ова е најлошото сценарио, да речеме, ако се констатира дека оштетувањата во арматурата, посебно во арматурата за претходно напрегање, па и во бетонот, се многу големи, во тој случај ќе се бара други решенија. Јас се надам дека до такво нешто нема да дојде. Инаку имаме најлошото сценарио, што го спомнавте. Колку време ќе треба да се... Знаете што, овие лоши сценарија, значи, подразбираат санација, санациони решенија, па тоа веројатно ќе се мери времето. Тешко е да се каже, а и не треба многу да се шпекулира, не треба многу да се прогнозира, али веројатно ќе се мери во години. Значи, не ќе да води тоа така лесно. Велам, затоа што, значи, прво, значи, треба да се направи солиден проект и тоа не може да го направи било кој. Значи, тоа мора фирма, специализирана фирма да го направи. Мора изведувач кој има искуство со тие работи, мора да изведувач кој има специјална опрема, така да не ќе да оди тоа така лесно, особено затоа што работите ќе се изведуваат најверојатно внатре во сандакот на конструкцијата. Но да се надеваме дека ќе поминеме малку полесно и ќе имаме некој сценарио поврзано само со овие оштетувањето од првата категорија. За сега вака вашите проценки, познавајќи го многу добро мостот, колку сме близко до тоа најлошото сценарио? Па јас мислам дека не сме близко, иако, да речеме, слушам дека пожарот траел доста долго. Се споменуваат 4 часа и се споменува температура од 1000 степени Целзиус. Сега да видите, зависи колку од тие 1000 степени, ако биле 1000, тоа треба да го каже извештајот од пожарна,
колку тие 1000 степени стигнале до арматурата за предна и колку до има таму многу арматура. Значи, таа арматура за преднапрегање е распоредена во долната плоча, а и распоредена во ребрата, по ребрата внатре. Сега, колку стигнало, до тоа се кабли за преднапрегање, кои се составени од јажиња со високовреден челик, колку од таа температура стигнала и до кој степен се оштетени. Значи, тоа не е така велом едноставно и за жал мислам дека во Македонија не ќе може, нема фирма која би можела да утврди каква состојбата. Веројатно, се не знам, јас знам состојбата од пред 7-8 години, кога додека бев активен, сега сум во пензија и немам баш увид во што се случува, но мислам дека нашите фирми не располагаат со таква опрема да можат да ги утврдат овие, да утврдат оваа состојба. Сакате да кажете дека е потребна по-специфична опрема? Апсолутно, да, апсолутно. Значи, тоа е... Немаме фирма која што ја посетува баш. Немаме таква фирма која што има такво искуство и има специјална опрема која што, да речеме, со која што ќе се утврдат овие работи. Да се надеваме дека нема да дојде до тоа, но треба да бидеме спремни и на таква солуција. Значи, не знам дали ќе дојде, но треба да бидеме спремни на таква работа. Така, и за крај, колку се сигурни другите мостови во Скопје? Ако еве го спомнавте конкретно мостот Гоце Делчев, и тој често се споменува во медиумите. Да. Видите вака, да, значи додека бев активен на работа, заедно со уште еден колега бевме ангажирани од градот и вршевме перманентна контрола на сите мостови на подрачјето на град Скопје. Така да имавме увид, целосен увид во состојбата на мостовите и тоа, да речем така, на сите мостови од Сарај па до излезот од Скопје. На некои мостови сме вршиле интервенции, санации, така, но нешто посериозно немало, сем на мостот Гоце Делчев. Проблемот кај мостот Гоце Делчев е малку поинаков отколку овој проблем, значи што го имаме сега, значи таму не беше проблем, не настана пожар, туку веднаш после изведбата се забележа дека двата моста, значи тоа се близни мостови, потполно идентични, се деформираат и тоа потполно идентично се однесуваат, двата потполно идентично се однесуваат. Да, ние, мислам, пошто бевме присутни цело време, сигнализиравме до градот беше свесен за тоа што се случува, но кога дојде работа до таму да деформацијата веќе беше сериозна, и веќе се доведуваше во прашање не само сигурноста од евентуално рушење, туку и функционалноста. Значи, мостот на почетокот беше во една вертикална конвексна кривина нагоре, значи тој беше искривен, па дојде во еден момент хоризонтала, значи на нула, па после почна да се јавува и негативен угиб. Тоа веќе представуваше опасност да не може да функционира понатака мостот. И уште една работа беше голема опасност, која што не се забележува, ова се забележуваше од страна, ако погледа човек може да види дека има голем угиб, голема деформација на мостот. И уште една работа која што не се гледаше од надвор и која што мал број луѓе ја знае, тоа е на крајовите на мостот, на крајот на мостот, позади кејските зидови постојат затеги. Значи затеги кои го држат мостот, го теглат надоле. Тие затеги, откако бил изведен мостот, никој не ги видел во каква состојба се. Таму голема влага има, значи немаше пристап едноставно до тие затеги. А евентуалното рушење на тие затеги значеше моментално рушење на мостот. Тоа беше, според нас, беше поголема дури опасност од деформацијата. Немаше друго решение, веднаш, значи некаде после 20 и нешто години експлоатација, се донесе одлука да се изврши санација на тој мост. Проектот за санација му е доверен на фирмата Фресине од Париз. Таа изготви проект за санација. Проектот, јас и уште еден колега, кој за жал не е меѓу нас веќе, вршевме ревизија. На ревизијата во Париз, која траеше скоро цел ден,
Имахме доста забелешки, меѓутоа колегите беа многу искусни, значи извонредни проектанти, која се позната, многу позната фирма, светска фирма. Дадоа задоволително одговори на некои, нешто прифатија, така да конечно дојде време за да се реализира тој. Дававме виза, да речем така, за реализација на таа санација. Санацијата повторно беше доверена на истата фирма Фресине, затоа велам тоа значи не може секој тоа да го прави. Особено затоа што мислам беше тоа донација од француската влада. Значи санацијата беше, мислам дека Република Македонија учествуваше со 10%, само некои испитувања беа платени од наша страна, инаку другите работи ги направи фирмата Фресине. Санацијата е направена, работеше градежно предпријатие Бетон од Скопје. Ние исто така во цело време бевме присутни, бевме консултанти при изvedбата. Имаше луѓе, значи, задолжени дојдоа од Франција, инженери искусни, кои што имаат такво искуство. Санацијата се одвиваше внатре, значи во сандукот, и тој мост е сандарчест попречен пресек. Многу тешко, одеше споро, но на крај таа се заврши санација и повторно, после тоа, на крај извршивме испитување со пробен подвижен товар. Констатиравме дека се е во ред и дека мостот може да се пушти во употреба и еве сега е во употреба. Понатака треба да се каже дека затегите за кои што ги спомнав пред малку се санирани, значи заменети практично со нови затеги кои што се многу подобро изведени и мислам дека сега за сега нема никаква опасност, значи консолидирана е состојбата на напрегање, деформациите за жал не може да се повратат од тие 27 см што беа регистрирани пред санацијата. Успеавме, односно се успеа со санацијата да се повратат некаде околу 3 см. Само другата деформација остана и таа кој знае ќе може да ја види. Едно големо прашање зошто се јави, зошто дојде до такви оштетувања кај ова. Тоа е едно големо прашање. Инаку проектант е професор од градежниот факултет во Белград, тој одамна е починат. Јас лично не го познавам, меѓутоа од разговори со колегите од нашата катедра, значи во Белград, ми рекле дека станува збор за изузетно добар проектант, но сите што работат можат и да грешат. Тука отпосле, значи, според моје мислење, се направени некои принципиални грешки за кои што не би било згодно да се разговара, но тоа е, значи, завршена работа. Важно е дека мостот сега е консолидирана состојбата, тој е стабилен и сигурен за употреба, но како и сите други мостови треба да се следи и да се види како се однесува тој понатака. Таква работа за тоа следење е задолжен градот. Дали навистина го следат и како понатака, докаде е сега работата, јас во овој момент не ми можел да кажам, велам затоа што луѓето кои што во тоа време работеа со нас, кои што соработувавме, веќе не се, значи веќе во градот, така да не би можел нешто повеќе да ја кажам. Така, споменавте грешки, нема да посочуваме кои се тие грешки, меѓутоа со оглед на тоа дека ги знаете грешките, а рековте сега за сега мостот Гоце Делчев е безбеден, што би влијаело на разрушување на таа безбедност? Видите вака, не е проблем, мислам, тоа е сега моје мислење што јас мислам за што би требало да се направи, можда не сум во право. Особено што велам станува збор за изузетно квалитетен проектант. Според мене, прва и основна, да речам така, не грешка, него малку пропуст, да речеме така да го речеме, е односот на распоните. Значи, според литературата, односот на средниот, според крајните распони, треба да се движи во границите од 1,2 до 2. Кај овој мост е 3,7, значи скоро 2 пати повеќе. Значи, средниот распон е 88 метри, крајните се по 24, тој е крајно неповолен распон, однос на распоните.
Вероятно требало да се оди на подобар однос, тоа е една работа. Понатака, вероятно притиснат од некакви критериуми да одоздола се остави слободен профил, а одозгора да не се оди со нивелетата многу високо, не можеле да се реализираат пресеци, особено над подпората, па и во полето, така како што треба. Значи, се одело на горните граници, значи на минимални пресеци, кои што се покажа дека не се доволни после. После изгубена битка, сите сме паметни. Дали ова што јас го зборувам би било во ред, дали ако така се направило ќе било подобро, тоа останува да во некоја друга прилика да се види. Инаку, начинот на санација, јас предпоставувам сега, не можам да кажам, но предпоставувам дека начинот на санација кај, ако дојде до таква работа, значи кај овој мост Беласица, би бил сличен или ист, речем така, како кај мостот Гоце Делчев. Значи, принципиално на ист начин би се вршила санацијата. Но да се надеваме дека нема да дојде до таква. Овде, до потреба од таква санација, овде, колку се сеќам, тоа е 2000 година ми се чини правена санацијата, мислам дека некаде се аплицираше дополнителна сила на претходно напрегание каде околу 460 тона. Значи, станува збор за исклучително големи сили и затоа треба многу внимателна работа, прецизна работа, специјална опрема и луѓе кои имаат големо искуство. Која вршеше таа санација на БЦ? Таа вршеше Франсине, значи француската фирма истата што вршеше и проектот, истите го врша, со тоа што од наша страна учествуваше Бетон, државна фирма Бетон. Иначе изведбата на мостот ја има направено на Гоце Делчев Пелагонија, а во санацијата учествуваше Бетон. Кај мостот Беласица не спомнахме, значи изведбата е на градинешто предпријатие Бетон. Мислам дека мостот се пушти во 2005 година во употреба, пред тоа значи се работеше 2-3 години. Значи мислите дека санацијата сега на мостот Беласица би требало да иде преку истите фирми? Па јас добра опрема и фирмата Бетон. Бидите вака, не сугерирам ништо, меѓутоа јас ви кажувам само што е направено кај мостот Гоце Делчев. Значи, инаку фирмата Фресине е светски позната фирма. Таа, значи, има свој систем за преднапрегање патентирано уште 1928 година, значи скоро пред 100 години. Тој се усовршил со тек на време и има најдобра опрема, така да не знам, не велам дека друг не може да го направи. Сигурно може и други фирми. Меѓутоа, ја ви кажам дека санацијата и проектот за санација на мостот Гоце Делчев го има направено фирмата Фресине од Париз. Зашто ќе се одлучи градот, кого ќе ангажира, дали ќе има воопшто потреба од таква санација, тоа останува да се види.